Време е за нашето трето линковско вклучување од лице место, каде што во моментов е Кате. Претходно ја видовме во градскиот парк, лично моето омилено место за прошетка. А веројатно и на многумина, како што можевме да видиме и на Гурухаре за едно убаво утринско кафе, кое што го испија заедно со Кате и со нашите гледачи заедно со нас. А сега по трет пат се вклучуваме да видиме каде е Кате во моментов и со кого е. Јас знам од она што ми најави пред малку дека е со една наша позната македонска актерка, но Кате ќе препуштам на тебе да ни кажеш со кого ни зборуваш сега и што е она што ќе го слушнеме овој пат. Да, се наоѓаме во незината гримиурна, во Македонскиот народен театар. Името на актерката е Драгана Костадиновска. Она за што сакам да помуабитиме во следниве 10 минути со неа е една интересна представа која што имаше своја премиера на 16.10, значи оваа сабота пред локалните избори, се вика Работи за кои не зборуваме. И вака за новинар и веројатно за секој кој ќе ја го слушне овој наслов е многу податлив за да прочапка внатре. Драгана, прво здраво, ви благодарам што ни удостоивте да влеземе во вашата гримиурна. Од каде дојде идејата за Волку, интересен и интригантен наслов? Идејата се роди меѓу екипата на Wonderland театар, кој што ние, нашата екипа се активираше поинтензивно за време на пандемијата, кога институциите, нашите матични институции во кои што работиме, не беа во можност да продолжат со работа и да го продолжат репертуарот. Така што ние си баравме начин како да останеме активни. Тогаш за време во почетокот, кога почна пандемијата, после некои 6 месеци, ние имавме премиера со нашата виртуелна представа Илузии. И екипата која што ја сработивме таа представа, која што имаше премиера на YouTube, јас, Никола Настовски, Ивана Павлаковиќ, Исмет Шабановиќ и режисерката Нела Витошевиќ дојдовме до идеја дека би можело да сработиме представа која што ќе се базира на лични причи, на лични приказни, анонимни од луѓе кои што може да ни ги пратат на нашиот вебсайт. Идејата ни потекна од таму што почна низ светот, а и низ Македонија да се објавуваат статистики за зголемување на депресивни состојби кај луѓето, анксиозни состојби предизвикани од условите кои што ги наметна здравствената криза и исто така зголемување на статистиката на домашното насилство. И после одреден период се одлучивме да ја правиме представата, спонзорирани од швајцарска амбасада, и во проектот ја поканевме уште и актерката Сара Климовска, значи тоа е нашата актерска екипа во представата. И потоа почнавме да ги обработуваме приказните кои што ги добивме сите заедно, драматуршки. Сега мене ме интересира колку приказни. Мене баш ме интересираше провокацијата, затоа нели го видов тој оглас. Навистина не знав дали некој ќе се јави, дали некој анонимно ќе прати своја приказна. Сепак е тоа лично, интимно. Ние бевме многу исто така изненадени за колку многу приказни добивме. Тоа беа околу 50 на приказни. И многу бевме изненадени, се сеќавам кога ја добивме првата приказна и после 2 дена беше молк и после почнаа да стигнуваат постојано на преку нашиот вебсайт, на имејлот на Wonderland театар и навистина беше возбудливо тоа читање, возбудливо и тажно, затоа што главно се тие приказни кои што се травматски и за кои што луѓето почувствувале потреба да ги споделат анонимно, но за нас како процес кој што тие приказни го понудија беше навистина возбудлив и исто така ќе го спомнам и драматургот Викторија Рангелова кој што беше дел од тој креативен процес. Но ми рековте дека и сите заедно учествувавте во некаде креацијата на Работи за кои не зборуваме.
Сите заедно учествувавме во представата се вклучени и лични монолози на актерите или ставови, монолози, ставови, искуства, и сите заедно учествувавме во креацијата, во изборот на приказните, во како да кажам, во наративот кој што го креиравме, во динамиката, емоцијата која што сакавме да ја постигнеме, сепак како да кажам, за тоа да може емоција да тече и да вибрира меѓу секој еден од екипата, мора да биде, како да кажам, еден инклузивен процес. Така. Дали се задоволни вака од прва, кој се само со се вечерта сабота, задоволни од она што го кажа публиката, иако во малата сала 200 луѓе, 30% се, како ми рековте, некаде 50 на луѓе. Карти од изведба, да. Ние сме многу задоволни од реакцијата на публиката. Гостите кои што ни дојдоа беа навистина задоволни од представата. Ние сме исто така задоволни од сработеното, со тоа што можам да кажам дека тоа е толку провокативна и храбра представа, што мислам дека ќе одекнува кај нас емотивно и кај публиката одложено. Мислам дека впечатоците не можат да се сумираат веднаш. Јас како некој што учествува во представата, се уште така како да врие во мене. Не можам веднаш да го дадам, да од дистанца впечатокот, и мислам дека ќе биде нешто што ќе има одложен ефект и кон нас и кон секој што ќе ја гледа. Дали тоа ќе значи дека потоа ќе биде представата можеби со наслов "Работи за кои почнавме да зборуваме"? Па ние се надеваме, тоа е нашата идеја или нашата желба. Можно е, знаете, ние во приватните односи, кога ќе се запознаеме со некој пријател, пријателка, обично таа интимна конекција, се зближуваш со некој кога ти ќе си споделиш некоја ранливост, некое непријатно чувство, најчесто тогаш се близината се случува. Можеби еве една ваква форма би можела да придонесе кон некакво повеќе некое зближување меѓу луѓето во општеството. Или повеќе вакви појави ако ние еве инспирираме и други вакви проекти, можеби и тоа да се случи. Така. Гримиурната е место каде што се подготвувате за кој дел од представата? Јас најчесто тука доаѓам 2 часа пред представата и првен се раскомонтувам и овдека најчесто го повторувам текстот и си го спремам говорниот апарат, си правам вежби, а шминкањето и фризурата во шминкерна се случуваат и после тука се облекувам и на сцена. Да. Има ли време за дружба пред корона, сега корона? Време има, се разбира, некој е попредпазлив, некој помалку предпазлив и морам да признам дека круговите многу ни се стеснија. Сега, например, ние од оваа екипа сме многу комотни зашто така епидемиолошки си се почитуваме и си се познаваме и си имаме ветено секој дека ќе се пази на страна и сме многу комотни меѓу нас. Така да, ние во екипава се дружиме и тоа ни е и пријатно меѓу другото, да. Ве прашав и пред овој разговор, многу би сакала да бидам некоја мувичка или нешто таму, за да видам како изгледа процесот од онаа страна, кога е подготовката таму, кога инспициентот ви кажува ако некој дел, кога сме кај тоа, има заборавање на текст, Драгана, ви се случило? Па мене не ми се случува најчесто. Не ми се случува. Оваа представа ја работиме без суфлер. Да. Нела Витошевич, режисерката на представата и главно многу од проектите што сум ги работела со неа, она не работи со суфлер. Сака ние да бидеме комплетно спремни. Оваа представа нема суфлер. И добро го работиме тоа. Сега се случува нешто, меѓутоа да знаеш да се снајдеш, односно да го можеби малку смениш контекстот, но да остане да го смениш зборот, но да остане контекстот, се извинувам. Да. Супер, добро.
Да им кажеме само на оние кои што во мигов не гледаат дека и утре имате закажана представа на 21, но за среќа ваша, за нивна несреќа или за наша несреќа, картите се распродадени, кога се 50 карти. Кога да очекуваме следна, веќе ноември? Да, ноември кога ќе излезе репертоарот, сигурна сум дека повеќе пати ќе игра во месецот, така да ги поканувам сите гледачи да дојдат и да ја видат. Ви благодарам за овој разговор и се надевам дека ќе биде на нашата не работи за кои не зборуваме, туку работи за кои почнавме да зборуваме. Почнеме да зборуваме, така е. Дали сме задоволни од се она што ни кажа Драгана? Да, Кате, не само што Работи за кои не збору. презадоволни сме. Јас само се прашав бидејќи во второто вклучување твое, па и во првото најутринското, она рано наутро на раскршница ни пееше. Сега во второто зборуваше со музичар и логично некако, иако е тоа не рековме твој белек е пењето, но во третово ќе ни одглумиш нешто или? Не знам да глумам, ама како се тие, пошто нели пееше Харе тамо на второто склучување, како се оние за говорот, они првите такви да ги направиме нешто заедно, можеме? Можеме, например, да раздвижиш долната вилица лево и десно. Добро, да, како? например, 8 пати навака и 8 пати обратно. Добро, ние го правиме тоа. Ето така. Поздрав, Кате, ти благодарам и на тебе и на Драгана што денеска направивте еден пријатен разговор и доста информативен за оние кои што ја следат и нејза, но и го сакаат театарот и представите кои ги имаме на репертоарот. Се со цел да имаме едно исполнето секојдневие, на кое што можеби малку и подзаборавивме во изминатиот период кој што го оставаме зад нас. Периодот на пандемијата кој што ни ги скрати, но веруваме дека тоа веќе се враќа во нормала, па ќе ги имаме представите и во иднина со нашите македонски актери. А инаку тоа кое што го правиме и ние, водителите, бидејќи е добро секогаш таквото размрдување покрај утринската гимнастика, бидејќи ние најмногу нели тука знаеме и да зборуваме во студиото. Марко е спремен во кујната, но пред да се префрлиме во тој дел и пред да сготвиме денеска нешто вкусно со нашиот гостин, ќе направиме кратка пауза за реклами, а потоа ќе го погледнеме и денешниот рецепт.